сека да им помогне и да ги вработи, а вратите сека да им се затворени, кога искрено ќе кажат дека доаѓаат од дом за деца без родители. Откако ќе навршат 18 години и ќе ги напуштат згрижувачките домови и семејства, децата без родители остануваат буквално на улица, а нивната реалност станува уште посурова. Целото општество ни врти грб, не третираат како криминалци. Проговорија за мачниот живот дел од поранешните штитеници во домовите, кои за да дојдат до парче леп поминале низ вистинска голгота. На многу врати затропале молејки за каква било работа, но разговорот завршувал во моментот кога ќе се представат како поранешни штитеници. Кај што сум тропнат тоа година кој сум испана на 18-та година, никој ми кога ќе видиме дали има работа, дали нема, така да те откачат, да не ти кажат оти не. Сум живеел на улица, знам како е на улица да живееш, под коли, у дупки сум спиел, година дена на улица бев. Слична судбина дели Ирфан Бајрам. Тој сведочи за малтретирањето во дом семејството во кое бил згрижан заедно со неговите браќа. Тие секојдневно трпеле навреди и ќотек. Бајрам во еден момент одлучил да стави крај на тортурата, да се соочи со стравот и да побара помош во центрите за социјална работа. Обидот бил залуден, наместо да се подобри, состојбата се влошила. Мислев дека можам како некого да се обратам, а таму беше само социјалниот центар, социјално. И ќе одев таму и нормално. Добро бе, дете, ајде, и ти не си некој цвеќе за мирисање, ајде, ќе помине уште малце, ќе напуниш 18. Ајде, ќе излезеш, ќе најде чар. И ќе се јави нас, кај што ме чуваат и одма ќе се дерат. Ама како си можел ти да појдеш таму без мој знај? И никому ништо, тепањето станува тепан. Кај ќе се жалиш? Најголем дел од семејствата одлучуваат да згрижат деца единствено заради паричната помош што ја добиваат од државата, велат поранешните штитеници. Ретки се примерите каде преовладува хуманата човечка димензија. Само мал дел од штитениците имале среќа да живеат во нормално згрижувачко семејство. Има некои згрижувачки семејства ги бркаат од куќа, после 18 години. Кај тиска света не, ми рече здравје кој ќе се омажиш, можеш од нашата куќа да излезеш. Работите треба да се сменат од корен, апелира детската амбасада Меѓаши. Уште во домовите треба да се препознаат квалитетите на децата без родители и да се инвестира во нивно подобро образование. Само на таков начин ќе се прекине кругот на ужасот низ кој тие минуваат. Некој мора да врши надзор над овие младинци до нивното конечно самостојување. Дури не е доволно и вработување да му обезбедиме. И секако многу е важно и какво вработување, значи квалификацијата која ја имаат претежно се, како што нагласив, најниските економски позиции во државата. Значи, на некој начин, не само што се дискриминирани, туку и економски не се стабилни и самостојни. Полнолетните штитеници кои ги напуштаат домовите и добиваат покрив над главата, бараат државата да им овозможи да ги откупат становите од неа, конечно да се осамостојат и да започнат нормален живот. Велат неизвестноста ги спречува да планираат семејства и зад себе да го остават мачниот штитенички живот. Македонија е делумно слободна, расте национализмот,